Здрав! Денес повторно ќе зборуваме за свесното родителство. Во ова видео ќе зборувам за општо за свесното родителствување и како една од најголемите поборници на свесното родителствување е Чефали Цабари, која што е авторка на неколку книги за свесното родителствување, од кои најпознати се Свесен родител, Разбудено семејство, значи тие се нејзини најголеми бестселери и најпродавани се низ целиот свет како книги за свесното родителствување. Меѓутоа има напишано уште неколку книги, исто така попознати се книгите Надвор од контрола и најновата книга која што се нарекува Родителска мапа или Родителски патоказ. И Шефали Цабари, инаку познат е како интернационален говорник, како исклучително жена која што се бори за правата на децата, преку значи настојување да го прикаже тој нов концепт на свесно родителствување, каде што се бара од родителите да направат една своја трансформација во насока на нивен духовен раст и развој, со цел да се направи една духовна конекција помеѓу родителот и детето. Така како што кажува, инаку по професија е клинички психолог и во својата работа цело време практикува, кога работи интеграција помеѓу западната психологија и источната филозофија или медитација, мудрост. И нејзината работа, таа кажува дека е доста провокативна, затоа што работејќи како терапевт со децени, таа успела да ја разбере причината зошто луѓето страдаат и токму поради тоа сакајќи да им помогне на луѓето што помалку да страдаат или да се излечат од тоа страдање, таа почнала да им објаснува за нивните неподносливи делови од себе. Меѓутоа ретко кој сакал да слушне за тоа нешто, ретко кој сакал да го увиди своето собствено его, а најмалку, значи, тоа го сакале родителите, и затоа што спрема традиционалниот концепт на воспитување, значи родителот е поставен на еден пиедестал, значи на највисоко хиерархиско ниво во односот со детето, тој е авторитетот и се смета дека, значи, родителот како така, како авторитет, тој знае најдобро што е за своето собствено дете и дека преку неговата целосна контрола ќе може да го носи детето во насока на создавање на едно супериорно дете со најдобри квалитети. И токму поради тоа, кога станува збор за свесното родителство, прво и основно кое што го увидува Шефали, вели дека ако го добро го разгледаме зборот родителствување, значи тој си ја носи својата суштинска улога како таков. Значи родителствување подразбира родителствување на самиот родител. Значи родител да почне да се преиспитува себе си за постапките кои што ги прави во односот со своето дете кога тој родителствува, значи кој што подразбира и со тоа преиспитување негов раст и развој. Еден духовен раст и развој. Меѓутоа, кога станува збор за свесното родителствување, таа сака од почеток да почне и првиот чекор кон свесното родителствување спрема неја, за разлика од традиционалното родителствување, е, значи, свесноста. Значи, бара пред се свесното родителствување бара присутност на родителите во сегашниот момент, тука и овде, значи со цел да може родителот да биде свесен за вистинските потреби на своето дете, за да се поврзе со детето на една подлабока врска. Традиционалниот концепт на родителствување, тој е концепт по кој што ние сме родителствувани, каде што знаеме детето е подреден на таа архиерархиска структура во однос родител-дете. Значи, пред се родителот, значи, тука има доминантната улога, тој го контролира детето, бара послушност од детето и како така родителот го има недвосмисленото право да може да не ги преиспитува работите кога родителство, туку едноставно има потполно безусловно право да
го почини своето дете, дали преку страв, дали преку срам, дали преку вина, дали преку казна, дали преку контрола, значи што и да постака да избере од овие алатки значи за кои што се основа во воспитувањето и родителствувањето, во традиционалното воспитување и родителствување, значи можеме од тука да забележиме дека стравот и само стравот се појавува како основна стратегија во традиционалното воспитување и тоа многу едноставно може да се објасни преку едноставен пример. Секојдневно, ако видиме дека нашето дете, например, плаче или се однесува несоодветно спрема она што ние мислиме дека е несоодветно однесување, веднаш прибегнуваме, често пати ќе му речеме или ги слушаме другите родители како што му велат на детето, сега ќе го викнам чичкото полицаец, или сега ќе ја викнам учителката, или ќе му кажам сега на таткот и така натаму. Значи, ние не сме свесни како користиме елементи на страв за да можеме да го контролираме однесувањето на нашето дете, наместо да постапиме од еден многу поинаков пристап, да размислиме како јас можам на детето да му помогнам во овој момент, или како да го разберам моето дете што е она што го натерало на такво однесување, со цел да можам да влезам во една конекција, во една подредност со природноста на моето дете. Значи, од тука можеме да кажеме дека свесното родителствување што представува? Тоа представува еден нов револуционерен пристап во смисла на тргање на контролата, на тргање на стравот и наместо тоа да се влезе во еден поинаков пристап каде што првенствено ќе има многу кој што ќе биде многу посодржаен, кој што ќе биде многу подлабок и многу помудар пристап со свесност спрема она која што како ситуација ни се јавува во односот со нашето дете. Значи, првата работа која што свесното родителство го промовира е значи родителот прво да се освести во смисла на тоа, значи да покаже една доза на свесност и разбирање преку тргање на стравот и преку тргање на контролата во односот со своето дете, и откако тоа ќе го направи да влезе во еден сосем нов модел на го велиме на изобилство, во каде основата е создавање на фокус на поврзување на родителот со детето. И токму поради ваквиот начин на родителствување, значи тој се разликува од традиционалниот начин на родителствување, каде што преку новиот, помудриот пристап, посвесниот пристап, родителот ќе може да му помогне на детето да излезе, значи од својата несвесност, од својата конфликтност, од својата конфузија, од хаосот, за да може да дојде повторно до јасност и до поврзаност со самото себе. Родителите ја прашувале авторката Шефали, слушајќи го ова нешто, ја прашувале добро доколку ние го примениме овој модел кој што ти го кажуваш, која е веројатноста дека нашето дете дека ќе стане посамоуверено, со поголема почит, со поголема самодоверба. И одговорот на авторката Шефали гласи дека во свесното родителствување родителот не е фокусиран на исходот во смисла, значи, да биде насочен кон надворешното, туку тој исход подразбира родителот да е фокусиран на она што се однесува како внатрешна поврзаност на своето дете со неговата внатрешност, со неговата автентичност, со неговата суштина. Значи, тоа е крајниот исход кој што го бара родителот, значи се бара од родителот во свесното родителствување, затоа што долго време, значи таа увидела дека незините истражувања дека детето кога не е поврзано со себе си, значи тоа најмногу страда кога не е во својата автентичност. И значи родителот во свесното родителство тргнува од основата дека сака
да постигне родителство за да оствари една благосостојба заради самото дете. Значи, што подразбира тоа? Да биде свесен за тоа колку неговото дете е сталожено во своето собствено битие, за тоа колку детето се познава самото себе си, колку ние му дозволуваме на детето да се познава самото себе си, колку детето го користи своето автентично јас, колку често го користи своето автентично јас, дали ние како родители му дозволуваме да му дојде во допир со својата суштина. Значи, овие се клучните состојби кои што ние како родители треба да ги бараме од детето, детето да може да ги да се поврзе со нив. Значи, тоа е нештото кое што се стреми свесното родителство, затоа што ако овие клучни состојки го поседува детето во реалноста, тогаш таа им гарантира 100% на родителите дека децата ќе бидат успешни. Не во смисла дека децата ќе бидат успешни, односно или супериорни во постигнување во постигнувањата, туку тие ќе бидат успешни како едни цврсти, стабилни, здраворазумни, емоционално стабилни личности. Значи, само така детето ќе може да си го најде патот, да може да изманифестира љубов спрема самото себе и спрема другите, значи во светот, спрема неговата околина. Затоа што во суштина детето се поврзало со своето битие, тоа си е останато во својата автентичност, а кога е така, значи детето кога доаѓа новој свет, неговата суштина подразбира вредност, значи подразбира љубов. И тоа е нешто кое што детето само ќе си го најде кога е зачувана неговата автентичност и како такво тоа сваќа дека е испочитувано од страна на родител, дека е задржан неговиот собствен интегритет и како такво тоа ќе си ја најде љубовта кон себе и таа љубов ќе ја пренесе кон околината околу себе. Меѓутоа, ние родителите не можеме да го разбереме ова нешто, дека таа љубов која што таа автентичност кај детето, таа суштина која што произлегува од вредноста на самото дете, во суштина е водилка за начинот кој што детето самото ќе постапува спрема себе си и спрема другите во околината. Ние сметаме дека треба децата да се фокусираме спрема на дворешното, бараме децата, тие да ни ја покажуваат нашата вредноста своја, да докажуваат пред нас преку постигнувањата, преку кариерата, преку активностите, преку медалите, преку трофеите. И на тој начин ние ја пропуштаме главната поента што значи да се родителствува дете. Да се родителствува дете подразбира да настојуваме да создаваме дете кое што ќе биде ментално здраво суштество, способно да може да се поврзе со себе, да знае дека е спочитувано од страна на другите и да знае дека е суштество во својот собствен интегритет како такво. Родителите во таа смисла поставувале прашање, една родителка испомнала дека и признала дека живее во една високо компетативна средина, надпреварувачка средина на родители, каде што секој од родителите, вклучувајќи се и себе си, сметале дека нивното дете е најдоброто дете, најбистрото дете, најпаметното дете, најспортски способното дете. И кога се тоа го слушнала и дошла една мисла дека пред се ние ова како родители го правиме затоа што имаме како родители тенденција на високи очекувања, да им поставуваме високи очекувања пред нашите деца, затоа што мислиме дека нашето дете ќе биде супер звезда, дека е најдобро.
И тоа не го правиме со лоши намери, затоа што сме лоши родители, туку пред се заради нашите длабоки вкоренети убедувања кои што се пропратени со голема доза на несигурност. И токму поради тоа го поставува прашањето на Шефали и вели како да го најдеме решението, да не завлегуваме во овие заблуди, значи да не поставуваме такви високи очекувања пред нашите деца. И затоа што и самата кажала клиентката дека значи тоа нешто, тие наши високи очекувања се дел од нашата човекова природа. И авторката Шефали рекла да, апсолутно, тие се дел од нашата човекова природа, ама од нашата условена човекова природа, затоа што ние сите сме биле условени во детството, значи преку тоа традиционално воспитување. Сите сме биле послушници и сме биле изведувачи на родителските филмови кои што тие самите си ги вртеле низ нивните глави, нивните очекувања, нивните фантазии. И токму заради тоа најголем дел од нас ние сме условени и како така, значи како условени ние сме си го размениле и сме си го дале на некој начин, замениле нашето автентично јас за сосем мал дел, значи за трошките за врска со другите, за имаме на внатрешна врска, да се чувствуваме вредни во однос на нашите родители. Но бидејќи нашите родители се условени, значи во суштина како ние бараме вредност кога сме биле мали од нашите родители, па најчесто кога ние самите како деца сме си велеле јас ќе направам се за мама и тато мене да ме сакаат, да ме видат дека сум вредна, да ме видат дека сум достојна, за да ме сакаат, значи, меѓутоа, повторно се вратам, бидејќи родителите и тие се воспитани од нивните родители кои што биле марионети, од филмовите, од главите на нивните родители, што значи дека и нашите родители без да сватат и тие биле користени, обликувани, вајани од страна на нивните родители, и што значи токму поради тоа нешто и значи тоа е пренесувано кон нас и ние сме морале, значи, да направиме нешто зашто како што не условиле, значи со фокус кон надворешноста, само за да можеме да ја добиеме таа внатрешна валидизација. Значи таа врска која што долго време најмногу ја бараме, да бидеме видени, да бидеме вреднувани. Значи фокусирани на надворешното, исто така и ние тоа им го правиме, им го прелеваме на нашите деца. Им ја пренесуваме таа потреба да ни докажуваат дека се вредни, затоа што ние таа празнина не сме ја пополниле во нас. И како тоа им го правиме на нашите деца? Па еве сега, значи преку тоа докажување, преку тие надпревари, да ни се докажат, преку тие трофеи, преку тие медали, сите одат на надпревари по исти предмети, по исти се запишуваат на јазици. Значи сите исто работат. Дали сите се исти деца? Дали сите имаат исти афинитети? Не е битно. Значи ние воопшто не размислуваме за тоа, не увидуваме, не разбираме во суштина дека нашите деца се веќе изградени, веќе се целовити и нивната суштина е вградена, вродена е со нивното доаѓање на овој свет. На децата не им е потребна валидизација наша, не им е потребна, значи не му е потребно ние да бараме од нив тие нас да ни се докажуваат, да бараме доверба од нив, да бараме вредност, затоа што со самото доаѓање тие се вредни. Самото доаѓање, првиот момент кога ќе стасаат децата, кога ќе не погледнат нас, тие не знаат дали ние сме им родители или не сме родители. Тие не познаваат, туку едноставно тие нивната доверба и безусловно љубов ни ја даваат. Безусловно ни ја даваат.
и значи нивната лојалност спрема нас е безусловна. Нивната љубов спрема нас е безусловна. Но ние, заради нашите очекувања, тоа го бараме да ја потврдат, бараме од нив лојалност, бараме од нив послушност, значи бараме тие да ја докажат нашата вредност заради тоа што ние одамна сме си ја изгубиле, сме ја дале нашата вредност заради условеноста наша. И кога тоа нешто ќе го видиме, значи родителот е тој кој што во суштина им ја должи својата должност и им ја должи својата посветеност и својата безусловна љубов спрема децата. Значи, ние наместо како родители, што треба да направиме? Наместо ние да ги водиме, да можат децата да си ја разлистаат својата индивидуалност, својата автентичност, својата автономија, своите капацитети, своите природни особености. Значи, ние нивната автентичност да ја држиме како нешто најсвето, нешто најкревко. Тоа нас да ни биде водилка во тоа родителско патување, во кое што секако се разбира дека ние ќе имаме со нив голем број на предизвици не чекаат, меѓутоа тоа нешто ние толку да ни биде наша светост со цел да можеме да ги изнесиме децата и да им докажеме лојалност дека ние сме тие кои што цело време ќе одржуваме додека растат нивната автентичност и ќе се водиме во нивниот живот спрема нивната автентичност. Зошто? Затоа што им должиме ние на нашите деца да ја изразат нивната автентичност, нивната индивидуалност, да ја изразат нивната способност да можат да се поврзат со неа, за да можат да си ја искажат својата вистина пред светот, за да можат едноставно да ја искажат својата судбина, значи вистинска судбина, зошто тие се дојдени на овој свет, за да можат да го дадат она кое што како придобивка или како удел го носат од еден свет во овој материјален свет. Значи, родителот треба во суштина да биде ко-креатор на вистинската креација на детето. Меѓутоа, пак ќе се навратам, за жал, во реалноста родителите на многу поинаков начин ја поставуваат динамиката во односот со своето дете. Значи, гледаме секојдневно се повеќе колку често ги оставаме децата пред социјалните мрежи, колку ги оставаме да ги користат мобилните телефони, каде што тие самите се сведоци на она што се прави на социјалните мрежи, каде што луѓето се повеќе се бараат да се надминуваат едни со други, бараат да влегуваат во надпревар со другите, перфектноста се повеќе се истакнува, затоа што на тој начин бараат валидизација однадвор и тоа нешто децата го гледаат и учат од тоа нешто. Значи, во смисла, значи, таа валидизација, како ја искажуваме однадвор? Преку начинот на кој што бараме да изгледаме најдобро, како другите, што ќе кажат другите за нас, колку лајкови сме добиле на социјалните мрежи, колку даунлоди ми се сме направиле луѓето, значи ги даунлодирале нашите подкасти и така натаму, значи во основа Шефали кажува дека ние му дозволуваме на децата да влезат во многу опасна територија, особено бидејќи тоа гледаме испитувањата кажуваат колку е голема поврзаноста на социјалните мрежи со падот на несигурноста кај децата, значи падот на нивната лична самодоверба и секој дневно гледаме дека се повеќе тоа станува реалност со нашите деца. И значи колку детето е повеќе зависно од тие апликации на мобилните телефони, од Инстаграм, мрежа и така натаму, толку повеќе расте
можноста детето да може да му се намали неговата самодоверба, неговата сигурност и да влезе во една состојба на дисфункционалност, затоа што децата, особено ако тие цело време ги пратат социјалните мрежи, нонстоп се покрај нив, значи тие се поистоветуваат со нив, се поистоветуваат во смисла на тоа нивното битие се подредува на она што го даваат социјалните мрежи, значи тоа станува многу по кревко, многу почувствително ако случајно некој му даде лош коментар или пак ако некој го блокира и така натаму, што значи Шефали кажува дека на овој начин се создава еден вештачки простор кој што таа го нарекува измамнички простор. Зошто го вели измамнички простор за децата? Затоа што децата му се одзема преку измамнички начин, детето се чувствува засрамено, се чувствува дека значи му паѓат самодовербата токму заради таа лажна комуникација со личности со кои што воопшто тоа не е во контакт, кои што не ги ни познава, заради надворешни влијанија кои што во суштина не е никаков контакт со детето со нив, но сепак тие му успеваат да имаат моќ над неговата внатрешна сила. Значи секој ден детето се повеќе и повеќе колку се фокусира на тие социјални мрежи, толку повеќе губи од својата внатрешна сила и затоа таа го вели дека всушност социјалните медиуми се простор, еден измамнички простор во кој што полека детето се краде детскиот дух. Значи тие се еден простор кој што успеваат постепено да го натераат детето да оди по еден дисфункционален пат. И во таа насока и една мајка потврдила дека навистина децата кога почнуваат од 7-8 година да се запознаваат со видеоигрите, значи тука уште еден поголем непријател се јавува нивните врсници во смисла на тоа дека значи сега тие се убедени од нивните врсници каде што значи треба сега комуницираат за различни видеоигри, па собираат различни видеоигри и овие деца значи ја бараат валидноста преку тие видеоигри. Значи ја предаваат самовредноста, самопочита, затоа што тие се на таа возраст каде што имаат најголемо влијание овие социјални мрежи врз самопочита на овие деца. И токму поради тоа самата родителка прашувала која е временската рамка во која што ние треба да им дозволиме на децата да почнат да ги користат социјалните медиуми. И авторката Шефали им објаснила дека дефинитивно, значи, треба ние да знаеме како да се ги заштитиме нашите деца, а таа возраст, граница ќе биде од 0 до 14 години, значи, од 0-та година до 14-та година да не им се дозволи апсолутно никаков пристап спрема, значи, на децата за социјалните мрежи, затоа што децата се тогаш најчувствителни, се најпивливи, најранливи, најпропустливи си за информации. И, значи, како што реков праѓеска, значи, детето, ако цело време почнува да со сати стои на социјалните медиуми се тие кои што ќе го воспитаат тоа дете и детето ќе одредува својата вредност спрема она што е прикажано на социјалните медиуми. Значи, тие ќе бидат оние кои што ќе го валидизираат она што тој ќе го прикаже на социјалните медиуми, значи ќе биде зависно од лајковите на другите. И во таа смисла, значи, нивната самодоверба ќе биде на многу осетливо ниво.
и многу лесно ќе може да значи да се скрши таа самодоверба и детето на духот на детето да биде потполно уништено. Затоа што децата на тие возраст значи не се уште изградени како личности. Значи таа спомнува Шефали, ние ако го споредиме времето во кое што ние растевне, кога беа како технологија беше само телевизорот, сепак значи зависноста не беше до толкава голема затоа што телевизорот беше во ограничен простор, значи секогаш беше дома, во простор каде што со него раководеше преку далечинскиот управувач родителот, кога не беше тука, и каде што значи заедно мораше да гледаме филмови, заедно да следиме спортски надпревари, па хумористични емисии да гледаме, значи на некој начин тој медиум ни овозможуваше да се поврзуваме, ни овозможуваше конекција, ни овозможуваше значи заедништво ни поттикнуваше. Меѓутоа денес со постоењето на се поголем број на подкасти се врши, значи доаѓа до се осамостуваат изолирани значи медиуми во кои што се промовира се поголема дисконекција. Кога има се поголема дисконекција, значи се промовира дисфункционалноста, расте дисфункционалноста помеѓу човечките односи, а знаеме дека човекот е социјално битие, бара значи директен контакт, сака да се дружи, сака да комуницира лице во лице, сака да се поврзува со директен контакт и токму поради тоа, значи колку повеќе детето е под влијание на социјалните медиуми, се повеќе почнува тоа да функционира во насока на дисфункционалност, затоа што социјалните медиуми значи се основа за дисфункционалноста меѓу човековите односи. Можеме тоа да го видиме значи секој ден. И една од родителите баш прашала, па добро, како да се справиме со сето тоа, со оглед на тоа што ние како родители сме воспитани во едно време, а нашите деца се во друго време. Ние растевме во време каде што, особено за летните одмори, имавме посебна конекција, меѓусебна конекција, значи по цел ден се случуваше цело време, значи заедно да возиме точаци низ нашето мало, да се надпреваруваме, игравме голем број на игри, во кој што значи имавме директен контакт со децата и проблем беше родителите значи имаа борба со нив за да можат да не приберат дома, а за разлика од денес каде што таа истакнува дека јас вели фактички мора да водам секојдневно војна со своето дете за да можам да го едноставно да го тргнам од социјалните медиуми и дури значи почнувам да употребувам и уцени за да можам да го тргнам од тие социјални, да едноставно да стане, да излезе надвор, да се почне да се дружи со другарчињата. Значи таа кажува дека јас оваа битка со социјалните медиуми ја чувствувам како напред да ја имам изгубено. Значи кој е периодот во кој што до кога ние треба децата да ги чуваме, да ги држаме надвор, да не контактираат, значи да ги држиме понастрана од мобилните телефони и со оглед од на тоа дека и што и да се одлучиме на крај на краиштата и кога треба да се одлучиме за некој уред кој што е помалку штетен, за некоја технологија која што е помалку штетна, сепак се сведува на крајот на користење на технологија која што ствара денес можеме слободно да кажеме од зависност, од која што нешто не можеме да побегнеме. И авторката Шефали во однос на ова прашање спрема мајката одговорила дека да, се согласила, денешното воспитување на родителите со децата е исклучително
предизвикувачко. Значи, таа навистина сочувствува со младите мајки, меѓутоа тоа не значи дека тие треба да се тргнат од одговорноста и од користењето на мобилните телефони, значи да не ги користат, да не му дозволат на децата да користат мобилни телефони, затоа што прво таа им објаснува на родителите, значи зошто потребно е родителите да таа одговорност да ја спроведат, затоа што мозочето на детето не е способно, значи прво да кажеме дека родителите имаат шансата, значи младите родители ја имаат шансата да создадат генерации кои што ќе можат да бидат, да се тргнат настрана од мобилните телефони, значи да направат промена во начинот на воспитувањето на своите деца. Меѓутоа треба голема самодисциплина и треба да разберат дека детето не е способно неговото мозоче да ги спроцесира сите тие информации кои што се дадени на социјалните мрежи, а и зошто би му биле, значи каква корист би имале родителите од тие информации да им го даде едноставно мобилниот телефон на детето од 2 од 3 години да го користи. Значи каква корист би имале родителите од тоа нешто? Освен да кажеме да си имаат многу послободно време за себе, меѓутоа тоа пак треба да бидат свесни дека оди на штета на самото дете. Значи, децата, родителите треба да разберат дека кога ние му дозволуваме на децата да користат, особено подосна да ги користат тие видеоигри, кои што ги наведуваат како една основна комуникација да биде видеоиграта, значи наместо здрава комуникација во кој што цело време ќе бидат фокусирани на тие видеоигри и кои што во суштина создаваат зависност кај децата. И таа кажува дека тие видеоигри до толку се опасни што создаваат една посебна група на деца кои што таа ги нарекува и посебна агенда на деца кои што ги нарекува агенда на коцкари. Зошто? Затоа што значи сите тие нивоа на видеоигри, значи кои што ги купуваат постојано децата, се надградуваат тие видеоигри, тие нивоа на видеоигри создаваат една зависност, да децата да бараат, да сакат да преземаат ризици, затоа што се чувствуваат на тој начин успешни. Меѓутоа, не сме свесни ние дека на тој начин создаваме само генерација на виртуелни коцкари. И токму поради тоа, значи, тој ефект кој што го имаат децата од таа зависност е иста како што, значи, истражувањето кажуваат дека е иста како и ефектот што го има дрогата. И токму поради тоа, значи, таа ги повикува родителите да се освестат кон тоа нешто со цел потполно да родителите да решат да го напуштат, едноставно да се одлучат да не им ги даваат мобилните телефони да ги користат децата од најмала возраст. Значи сето тоа да се случува после 14-та година. Затоа што после 14-та година, значи детето сепак ќе може да размислува, ќе може да има еден постабилен став во она што треба и во она што не треба, значи еден филтер во она што, значи, ќе го интересира и она што не треба да го интересира како информација која што се поставува на мобилните телефони. Значи сепак детето ќе може да направи еден филтер во однос на тие информации. За разлика од до тие години каде што детето само прима информации, каде што воопшто, значи, постојано врши споредување на сопствената вредност. И на тој начин се случува
да ја може да ја изгуби самодовербата. Меѓутоа, што е, родителите кога ја слушале авторката Шефали вака да зборува, значи тие многу се фрустрирале, се нервирале, меѓутоа авторката Шефали им зборувала, им велела дека знам навистина дека звучам непопуларно, дека звучам можеби и традиционално, меѓутоа значи мора да почнете да ги давате уредите, значи да ги децата да ви ги предаваат уредите, затоа што после тоа, значи можете самите да видите од истражувањата со какви компликации ќе се подосна ќе се среќаваат вашите деца, затоа што докажано е дека овие уреди во суштина можеби и веќе направиле една трајна промена во свеста кај нашите деца, во начинот на нивното размислување. И токму поради тоа, значи таа бара родителите да тргнуваат со една огромна свесност кога ги родителствуваат своите деца, дека меѓучовечкиот физички контакт, значи директниот контакт е она кон кој што тие треба да се стремат, значи да со фокус на сегашноста, со фокус на присутноста во односот со своите деца, каде што тоа е најголемиот лек, најголемиот еликсир за здравието на нивното дете. И колку повеќе, значи, родителот се вложува во тоа нешто, значи во една емоционална, физичка конекција со своето дете, толку повеќе подоцна детето ќе нема потреба да страда, значи да се вложи родителот во таа конекција со детето, каде што, значи, родителот ќе се посвети да биде присутен, физички присутен, физички фокусиран, свесно фокусиран, во смисла на тоа да создаде околина каде што неговото дете ќе може да биде присутно физички со други деца, да игра со други деца, физички да биде присутно во разговор и комуникација со други деца, физички да биде присутно да се дружи со други деца, значи тука приоритет на физичкиот контакт да воспоставува родителот во врската со своето дете, а се помалку, значи, да се намалува вештачкиот контакт кој што во суштина го искреирал виртуелниот свет. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.